Граѓаните треба да се пријават до крајот на декември за персонален данок, потсетуваат од управата за јавни приходи. Оние кои што нема да се пријават нема да бидат казнети, но доколку оствариле приходи а не се регистрирани во системот, можат да се соочат со казни за даночно затајување, потсетуваат од УЈП. Законскиот рок за кој што треба да се регистрираат сите физички лица во нашата држава истекува на крајот на овој месец, односно на 31.12. Досега имаме околу 500.000 физички лица кои што се регистрирани. Казни кажавме дека нема во делот ако не се регистрирани, меѓутоа ќе постои казна за даночно затајување доколку некој има приходи дополнителни, а истото тоа физичко лице не се регистрирало во системот. Во делот на тоа оданочување кој што го кажавте за странски приходи, односно приливи од странство, постојат соодветни дознаки и постојат и соодветни правила, односно законски одредби за нивното, односно за физичките лица дали треба или не треба да се регистрираат. Целта на оваа реформа е да се регистрираат сите физички лица, освен пензионерите кои што имаат само пензија, за кои што рековме дека ги ослободуваме за наредните 7 години. За да може УЈП да ја достави пополнетата годишна даночна пријава на увид на граѓаните преку системот e-pdd.ujp.gov.mk, како и за да можат граѓаните да ја исполнат својата законска обврска, да ја потврдат точноста или да ги коригираат податоците од пополнетата годишна даночна пријава преку системот најдоцна до 31. мај 2019 година. Потребно е навреме да се регистрирани на системот е-персонален данок. Обврска за регистрација во системот е-персонален данок има секое физичко лице кое во текот на 2018 година остварило приходи по било кој основ: плата, регрес за годишен одмор, приходи од закуп, од добивки од игри на среќа, од странство и други приходи кои подлежат на оданочување со персоналниот данок на доход, заради прием на пополнетата годишна даночна пријава, како и заради утврдување или коригирање на податоците за приходите и платениот персонален данок.